Здраво дечки, јас сум Кирил и денес имам уште едно вечерно видео. Денес возиме Ford Focus Active, да уште поодамна си имаме запознато со Ford Focus, кој што бевме меѓу првите не само тука во Македонија, туку малци пошироко што возевме Focus. Па зашто денес имаме Focus Active, бидејќи не е класичен Focus, не е стандарден хеджбек, не е ни кросовер. Што поѓа волите? Ова е кола како за мене. Ајде да видиме за што точно стана збор. Со Focus нема се сконцентрирам денес, бидејќи него го гледавме во претходното видео. Тие што не го гледале може да го направат сега или после ова видео, на линкот тука некаде. Денес ќе пробам да одговорам на прашањата кои што мислам дека би се поставиле за Focus Active, кое што е, зошто е и плюс насловот мислам дека го читате, дали е подобар од кросовер. Па, прво ќе почнам кои се разликите од нормалниот Focus. Прво е издигнат за 30 мм, ги има сите овие црни детали кои што спаѓаат во пакетот на Active, односно црните пластики на крилата, кронните носачи, кај праговите и тука кај браниците. Плюс браниците се нешто сменети, односно имате некој спойлерче тука доле кој што изгледа многу поубаво, помасивно и дефинитивно е повпечатлив. За мене лично мислам дека е многу подобра опција од кросовер, бидејќи сепак изгледа убаво, задржана е формата на хеджбек и да, е хеджбек, не ви е потребен толку голем, непотребно голем теренец и кога сме околу димензиите, мислам дека сигурно прашањето второ ви е дали се намалени димензиите на практичните работи, конкретно на багажникот. Не, бидејќи багажникот нуди 375 литри багажен капацитет, што мислам дека е доволно големо, плюс е поголемо од голем број на кросовери. Всушност, багажникот можете да го зголемите со спуштање на задните седишта. Тоа се прави од страна, не се прави од тука, тоа е дел од моите критики. Имате куки за качалки внатре, всушност дојди да им покажеме што се има внатре. Ова е багажникот. Тука под овој под имате резервно тркало, не се движи подот висински, имате нека мала остава од страна, како што кажав имате куки и за качалки, еве за качалката, еве ги куките. И сега одиме со второто прашање, односно дали има доволно место позади? Да, всушност уште од тука можете да видите колку е голем просторот внатре и колку убаво се отвараат овие задни врати. Доста се големи, доста широко се отварат и да видиме внатре како е. Тука многу ми се допаѓа, бидејќи имате огромен простор за нозете, имате голем простор и за главата, но многу ми се допаѓа овој голем простор тука доле. Плюс можете ги бутнете нозете нанапред кон седиштето, со што ви се возможува дополнително повеќе комоција. Околу практични работи имате тука некоја остава кај седиштава, имате мала остава во вратите, немате наслон за раката, немате ниту остава тука за телефонот, немате ниту USB приклучок, имате само приклучок на 12 волти за струја. На средниот дел ми се допаѓа што исто така е многу удобно седиштево, можам да седам тука и на подолги релации. Ми се допаѓа тоа што тунелчето не е високо, широко е, можете да ги ставите нозете тука, можете да ги ставите и од страна и да не си пречите со останатите двајца патника. Навистина, многу ми се допаѓа. За родителите, она што е важно, покрај тоа што се отвара широко вратата и помага за внесување на детското седиште. Втора работа е тоа што куките, Isofix куките се многу лесно достапни и прегледни, лесно се поставува детското седиште и сега може да одиме напред, да видиме таму како е. Морам пак да кажам дека е огромен просторов тука позади, многу ми изненади. Да видиме напред како. Тука напред, не се буни, затвараме. Тука напред се класичен Ford Focus и тоа воопшто не е лошо, бидејќи дизајнот за мене е окей. Плюс имате меки и квалитетни материјали и тука горе, и надоле, и ова од страна. Плюс имате некои кожни елементи,
на вратата, на овој дел надоле. Многу ми се допаѓа сето тоа. Морам да признам дека овој 8-инчен екран е многу добар, брз, респонзивен, многу лесно се наоѓаат сите функции што ви се потребни, се поврзува со телефонот преку овој USB порт тука доле и можете да го поврзете без разлика дали телефонот е Apple или Android. Инаку тука доле имате 12 волтен приклучок за струја, имате голема остава за телефонот која што има и бежичен полнач. Инаку, кога веќе сум околу овие практични работи, имате уште две остави за шишење, што многу ми се допаѓа. Овие држачи се движат и можете да ги наместите буквално онака како што вас ви одговара и било што ќе оставите тука се прилагодуваат. Имате голема остава кај наслонов за раката, тука имате уште еден USB порт и оваа мала остава. И имате уште една голема остава во вратата која што е обложена со еден текстил што го гледам често во Volkswagen групацијата, што не дозволува да тропкаат одредени работи. Сега се префрлам на другиот дел што остана, тоа се копчињата. Можеби на прв момент ќе ви изгледа како да ги има многу, реално не се, функционални се, многу брзо ќе ги научите кој е копче, зашто е и каде се наоѓа, додека возите ви се многу лесно достапни, кога ви е потребен брз контакт за климата, а раката ви е наменувач, тука се брзи, исто така и овие копчиња за екранот. Кај воланот и седиштата мора да потенцирам една работа, тоа го видовте со фокусот и со фиестата, што пак можете ги видите тука некаде. Станува збор за Ford секогаш користат материјали кои што не се мрсат, не остануваат флеки. Тоа го пробавме во фиестата, го намачкавме воланот со крема и тоа навистина многу мрсна крема и навистина функционира. Седиштата се многу удобни, црсто ве држат во кривини, ќе го видиме тоа кој ќе почнеме да го возиме, но седиштата Ford ги тестира со нивен робот кој симулира седнување повеќе од 10.000 седнувања, мислам дека беше, плюс имитира потење, се со цел да бидат поквалитетни и поиздржливи, така да овие седишта се многу добри. Ова е дизајнот и сега веќе може да почнеме да возиме да видиме што нуди Ford Focus Active. Focus Active околу воžnјава речиси идентичен со стандардниот Focus, што е многу нормално бидејќи се истата кола, само е малку подиздигна, ги видовме разликите кои се надвор. Тоа значи дека нуди удобна и комфортна воžnја, не е толку мек како некои модели на Volkswagen. Ако веќе ги споредуваме, ова е малку потврд, но сепак е доста удобен и комфорен. Дефинитивно Ford ја нуди најзабавната воžnја, бидејќи има најпрецизен волан и управувачки систем што досега сум ги возел. Тоа се потврди минатиот пат и сега. Всушност не само со Focus, туку со било кој друг модел на Ford. Имате одлична контрола над воланот, над возилото, секогаш знаете каде ви се тркалата, многу е прецизен во кривини, имате одлична тежина, ви се гради само до вербата, секој пат на оние поголеми брзини, на поголеми кривини, на предизвици кои што претходно може би биле потешки да ги совладате. Многу е стабилен низ кривини, иако е повисок, воопшто не се чувства никакво клатење, многу е цврст натре. Кога сум веќе околу висина, повторно ќе се вратам на неа, бидејќи некој вела дека не е доволно издигнат од останатите кросовери. Да, тоа е точно. Велат и дека му фали уште висина за нагоре дојде. Тука не се согласувам, бидејќи сметам дека не му е потребно повеќе од ова. Сепак ова возило најмногу ќе се вози низ град. Всушност, ќе се вратам и на темата што почнавме на почеток, дека ова е возило за оние луѓе кои што од време на време ќе отидат на неасфалтиран пат, имаат потреба од убав хеджбек, имаат потреба од голем багажник и имаат потреба од внатре
сепак да се чувствуваат спортско, да седат ниско, а да имаат при тоа убава малку повисока прегледност од останатите хеджбек модели. Тоа го има Актив за такви луѓе, за оние со поактивен живот, и за тие луѓе мислам дека им е потребно и добри перформанси да има. Тоа го има потхубата. Понуден е 1,5 трицилиндричен турбобензински мотор со 150 конски сили, многу брз и многу моќен мотор. Нуди потрошувачка од некои 7 до 8 литри, што е во ред потрошувачката за едно вакво возило. Поврзан е со 6 степен мануелен менувач, кој што е многу добар, многу краток ход има и многу е прецизен. Во понуда имате и автоматски менувач, кој што го возевме со другиот Фокус. Можете да го погледнете, пак ќе кажам тоа видео, бидејќи ќе ги споредите убаво двата модели. И цената за Актив изнесува 23.500 евра во моментов. Може би е малку повисока цената во споредба со други кросовери, но ако погледнете малку подетално што се нуди и што се има овој Актив, мислам дека и не е баш така висока цената. Пишете ни во коментар што мислите вие за него. Тука и ќе се одјавам, бидејќи ова беше новиот Ford Focus Active, нашата 24-та епизода. Се гледаме многу наскоро со ново видео. Направете subscribe, ни значи на вистина многу вашата поддршка, за да имаме уште поинтересни видеа, уште поинтересни коли на тест. Така да subscribe и се гледаме многу наскоро. Чао!